Здравствените работници во изминатата година ја имаа најтешката работа во кариерата. Секојдневно од нивниот труд и знаења зависеа животи, а многумина од нив не успеа да си помогнат ни на себе си. Голем дел од нив наместо лекари станаа и пациенти, а повеќемина ги изгубија и животите, справувајќи се со пандемијата. Па ние сме професионалци, здравствени работници, кои сме свесни за болеста или за ризикот и начинот на брзото пренесување, лесно пренесување. Меѓутоа, со оглед на тоа што имаме комплетна здравствена опрема и заштитна опрема, се бориме со сите потешкоти и покрај тоа што знаеме дека и самите сме изложени на ризик од зараз. Самиот обем, одговорноста, предизвиците кои се поставени во нас, самите обврски кои што произлегуваат со заболените од корона, демек придонесува целиот терет на работа е доста пообемен. Без оглед на сите овие предизвици и огромни ризици, здравствените работници работата ја завршија најдобро во овие услови и не случајно тие се хероите на ова време. И можем да кажем дека сите се чувствуваме како борци, а не херои. Борци кои ја водат битката со овој невидлив причинител на заразните болести. Во исто време, освен со пандемијата, се справуваа и со лошите услови за работа, недоволен капацитет, несоодветен број на вработени и безброј технички проблеми, кои во овие услови беа далеку поголеми. Значи кадарот се уште со сопствени сили, со прераспределба на кадарот, значи се справуваме со тоа. Знаете, од пред недела дена веќе е отворена и модуларната болница, со што ние веќе отворивме 2 места на кои што третираме голем број на пациенти кои што се позитивни на корона инфекција и кои што имаат потреба од болничко лекување. Тоа изискува потреба од ангажирање на дополнителен кадар, пред се на средномедицински кадар за болничари, хигиеничари и така натаму, кои што го земаме од другите оддели и голем дел на специализантите кои што во есенскиот бран ни ги ослободи Министерството за здравство да се најдат на работа во клиничка болница Штип и нивната исто така помош е огромна и ја користам приликата да заблагодарам на. Идентична е ситуацијата и кај матичните лекари. Голем товар од оваа епидемија падна на матичните лекари, на оние кои се на првата линија, кои се лектираат, кои мора и кои контактираат со пациентите. Ние не престанавме да работиме ниту еден ден во време на епидемијата, сите денови сме отворени и даваме услуги од секундарен тип, што исто така е ризик и е во врска со условите во епидемијата. Во вакви околности се одбележува Меѓународниот ден на здравието, кој можеби за прв пат ги обедини сите мислења дека здравствените работници покажаа колку се важни за сите. Мислам дека они безпрокорно се извршуваат работата. Ја мислам дека здравствените работници треба да голема благодарност на толку болни, на толку што изумреа. Они се грижат. Па мислам дека дадеа максимално се од себе што можеш. Потоа инфектолози, епидемиолози. Така да мислам дека здравствениот систем си одговори на задачата пред COVID-19. Да ти кажам, ја беше у болницата, бидео там 13 дена, некои лекари многу се грижат за луѓето. Многу се грижат. Во моментов, актуелната состојба не дава многу надеж дека луѓето во здравствените институции ќе можат да здивнат барем за миг. Притисокот врз нив е поголем од кога и да е, а ние можеме да им помогнеме само со доследно почитување на мерките.